Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810-335-5552 или на имейл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. Да почнеме со македонскиот денар кој слави 34 години. На 26. април 1992 година е воведена националната валута денарот, со што беа поставени темелите на монетарната независност на Република Македонија. Стабилноста на денарот е успешно зачувана и во услови на светски кризи и тензии, а Народната банка, која слави 80 години, обезбеди стабилно ниво и на девизните резерви. На двата македонски аеродроми, Скопскиот и Охридскиот, авиосообраќајот се одвива нормално, без никакви откажувања на летови и со доволни количества на керозин. Скопскиот аеродром останува лидер во регионот со пораст на бројот на патниците од 32%. Во официјална посета на Австрија престоиваше председателот на владата Христијан Мицкоски, предводејќи ја владината делегација. Во Виена најпрво премиерот имаше средба со македонци со македонски државјани кои живеат во Австрија, упатувајќи им порака дека иселениците не се одвоени од татковината, туку се нејзин составен и активен дел, а нивната улога во иднината на државата е клучна и незаменлива, укажувајќи им да ги разгледат желбите и можностите за враќање овде, за вложување и поактивно учество во економскиот и општествениот развој на Република Македонија. Председателот на македонската влада Христијан Мицкоски во Виена се сретна со австрискиот канцелар Кристијан Штокер, при што било истакнато дека Македонија и Австрија имаат извонредни билатерални односи во сите сфери, но постои голем простор за збогатувањето на билатералната соработка. Во Вашингтон, за време на одржувањето на пролетните средби на Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд, министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска имаше разговор со представници на Светската банка. Оваа меѓународна финансиска институција останува еден од најзначајните партнери на нашава земја во поддршката на развојните политики, реформите и капиталните инвестиции. Се одржаа редовните билатерални одбранбени консултации меѓу Република Македонија и Соединетите Американски држави, и тоа само 2 недели по стратешкиот диалог меѓу двете земји, одржан во Вашингтон, каде беше потврдено дека во изминатите над 3 децении македонско-американските односи се на многу високо ниво и е одлична соработката. Министерот за одбрана Владо Мисајловски и заменик помошникот секретар за војна Дејвид Бейкер со тимот од Соединетите Американски држави разговараа на средбата и за регионалната безбедност и за нашата армија со модернизација, упремување и инвестиции, како и новите можности за унапредување на стратешкото партнерство и сојузништво меѓу двете држави. Што се однесува за релациите Скопје-Лондон, силна е посветеност и на македонската и на британската влада за доследно остварување на договорот за стратешко партнерство. Цврстите економски односи се огледаат и со растот на вкупната трговска размена, а се повеќе наши производи има на пазарот во таа земја, додека меѓу македонско-англиските бизнисмени има силна економска доверба. Нашава земја сега е најголемиот трговски инвестицијски партнер на Обединетото кралство во Западниот Балкан. Продолжуваме со вестите. Пратениците во Републичкото собрание, услов да може да бидат во пратеничките клупи се бара
да имаат исклучиво едно и тоа македонско државјанство, а не во джебот во оташните да имаат можеби по 2-3. Значи да мора да се државјани само на Република Македонија. Таквото барање е содржано во предлог законските измени, кои се доставени од пратеници на ВМРО-ДПМН во парламентот, но има и барања дупло државјанство да немаат ни председателот на државата, ни премиерот, ни министри. Републичкото собрание гласаше да се донесе по скратена постапка закон за укинување на така наречената преодна техничка влада, која беше како модел воспоставена во 2015 година за поделба на власта, но таквиот вид влади ги има надминато времето, бидејќи треба легално демократски избрана влада од собранието, а не да се компонира со разни политички договори и компромиси. Опозицијата е против. Опозицијската СДСМ го прослави 35-тиот роден ден во присуство на поранешни и сегашни членови и функционери. Ке одат ли македонците летово на одмор кај јужниве комшии без да чекаат со сати на граница за влез-излез поради новововедените биометриски проверки, со земање отисоци од прсти и сликање? Туристичко-угостителската комора на Македонија побара од Министерството за туризам во Атина за време на летната сезона туристите од нашава земја да бидат иземени од биометриските контроли за влез и излез. Има ново поевтинување на бензините и дизелот кај нас. Владата навремено има реагирано во овие енергетски турбуленции и како што констатира и ја пофали Меѓународниот монетарен фонд, нејзините преземени мерки придонесоа Републикава да е трета земја во Европа, за да се намали енергетскиот удар и последиците од енергетската криза и држава со најниска цена на горивата. А Охрид официјално стана дел од европските културни рути на Советот на Европа. Со тоа се потврди овој пат исклучителното место на Охрид на европската културна и духовна мапа. Приклучувањето кон европските културни рути отвара нови можности за меѓународна соработка и развој на културниот туризам, со што Охрид ќе биде уште позначајна и попопуларна европска дестинација. Во Анкара, Турција и во Азербејџан, на големите меѓународни симпозиуми посветени на турската култура, уметност и заштита на културното наследство, угледниот публицист Славе Николовски Катин предизвикува интерес со неговата тема со наслов «Дел од историјата на античка Македонија од минатото до денес». Во овој научен труд Катин меѓу другото пишува дека античка Македонија е првата организирана држава на Балканот и пошироко, дека Филип II Македонски и Александар III Македонски се првите владетели што ги вовеле пешадијата, коњаницата и морнарицата. Натамо дека македонската фаланга била најдисциплинираната и најобучена војска, а старите македонци се првите во Европа што го прифатиле христијанството како своја религија, која подосна се проширила низ цела Европа и Азија. Исто така, дека првиот македонски универзитет бил отворен во Охрид и уште низа многу интересни документи, факти, вистини и прикази за древна Македонија и потоа пишува познатиот автор, публицисто Славе Николовски Катин. Светски познатиот пианист Симон Трпчевски воодушеви и на концертот со симфонискиот оркестар во Кравис центарот во Флорида, поздравен со овации од публиката, меѓу кои и од многуте македонци. Како што јави познатиот поет, новинарот и уредник на оваа радиопрограма Бошко Рајчовски Пелистерски, македонскиот виртуоз Симон Трпчевски продолжува со неговите турнеи на Малта, потоа во Ванкувер, Сан Франциско, Израел, Словенија и така натамо. Експерти власта, планинари и други, здружено и со многу желби, се вклучени во акцијата за спас на Моликата или петиглестиот бор на Пелистер, кој е еден од најретките борови на Балканот, и тоа по невремето од пред година и пол што го зафати националниот парк Пелистер и направи големи штети. Ваквите иницијативи и акции се своевидна инвестиција во иднината за зачувување на големото македонско шумско богатство. Апелацискиот суд го одби барањето на осудените за да има повторно судење за оние настани од 27 април пред неколку години, кога гневниот народ влезе во Републичкото собрание.
а потоа 16 лица беа осудени на затворски казни од 7 до 16 години, уште пак и за тешко дело наречено тероризам. Полицијата разоткрила и уапсила повеќе мина од криминална група, меѓу кои 5 лекари од скопските клиники, како и сопственици на дерматолошки ординации, бидејќи увезувале и правеле естетски третмани со фалсификувани ботокси, филери и други препарати, што преку диви канали биле внесувани во Македонија од повеќе држави. Приведен е поранешниот председател на Фудбалската федерација на Македонија, Мухамед Сейдини, бидејќи се сомничи за проневера за злоупотреба на околу 600.000 евра. Еден 34 годишен работник загинал, а четворица на возраст од 35 до 45 години, освен еден, другите се полесно повредени и се на клиниките. Биле затрупани од насип со земја на градилиште во Скопската општина Кисела Вода. Надлежните испитуваат како дошло до ваквата трагедија и дали се почитувале прописите за заштита при работа. А повеќе од половина век ова популарна радиопрограма Оро Македонско се емитува на северноамериканскиот континент, а се слуша надалеку во светот. Големата мисија на Оро Македонско продолжува благодарение на поддршката, на разбирањето и добрата волја од Алек и Димитар. Тие се сопственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони, па вие секогаш кога сакате да купите нов или постар камион, побарајте ги успешните бизнисмени, Алек и Димитар. Уште неколку информации. На 12. јули, на Ден Петровден, свечено ќе биде отворено 66-тото издание на најпознатиот летен меѓународен фестивал Охридско лето, со гала концерт насловен Љубов во Античкиот театар и со настап на Македонската опера и балет, а под диригентство на италијанецот Марко Боеми. Програмата на Охридско лето ќе трае до 20. август, со 48 музички и драмски настани и со учество на над 700 уметници од 24 земји. Во многу пријатна атмосфера во Битола започна интернационалниот фестивал на монодрамата, на кој ќе бидат представени 13 монодрами од 10 земји. Во спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје се одржува 38-миот саем на книгата, на кој учествуваат голем број издавачки куќи. Па овие дена има многу промоции на книги, гостуваат познати писатели, а ќе има и други саемски манифестации со гости од Соединетите Американски држави, Италија, Холандија, Чешка и Исланд. Младиот генијалец, математичкиот талент Македон Димитровски продолжува со неговите извонредни успеси во светот. На пролетниот циклус од меѓународниот надпревар наречен Математика без граници, Македонот Тетово освои уште 2 нови медали. Ваквиот успех му обезбеди место во суперфиналето што следи. Еве тоа беше изборот на информациите за ова јавување одовде од наша Македонија. Драги слушатели и пријатели, драги брајке и сестри, ценети наши македонци, почитуван колега, уредниче и водител, Бошко Рајчовски Пелистерски, на сите вам ви посакувам да имате добро здравје, добра мисла, убаво расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Devojče, ti tetovsko jabolče. Oj, devojče, ti tetovsko jabolče. Pokaži crnite oči, sakam da gi vidam jas. Pokaži crnite oči, sakam da gi vidam jas.
Danas život je brz i dinamičan. Automobili danas nisu luksuz, ali su potrebni za ovaj brzi život. Ako vam treba i dobar i povoljan auto i za vaš stari auto da dobijete najbolju ponudu, to sve možete naći kod nas, Willowbrook Kia. Mi se nalazimo na 7301 South Kingery Highway u Willowbrook i naš telefon je 630-896-5000 i pitajte za mene Deni ili Trajče. Once again, naš telefon je 630-986-5000. Ако сакате да одите во бизнис, за вашиот труд да ви се исплати, купете камион нов или половен. Многу нашинци се во овој бизнис и за кратко време ќе се збогатите и вие. Ние ви ги препорачуваме двете компании од каде можете да купите камион нов или половен. Јавете се до двете компании. Truck Partners and Incorporation и Infinity Truck Sales во Чикаго. Телефон 312-593-6703. Прашете за Алек или Димитар или навратете на адреса 96 Пазел Стрит, Джолиет, Илинойс. Запознајте се со Алек или Димитар. Одберете каков камион сакате. Тие ќе ви помогнат преку нивната компанија да земете кредит. Телефон 312-593-6703. На еден дел од денешната програма спонзор е Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски, председател на Македонската алијанса, идниот Кинг Ѓорџ. Вие слушате Македонската радио програма Оро Македонско. 7 дена, 24 часа. Ходите на Facebook или на YouTube и си напишете Оро Македонско. Секоја недела со нова програма. За сите информации телефонирајте кон уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810-335-5552 Или на имейл brajcovski@gmail.com. Ние персоналот на Оро Македонско ви посакуваме пријатно расположение со Орото Македонско. Професори во Колумбија, професори во Јужна Калифорнија, професори во Стенфорд, македонци. Не ги викаме за консултации, да денеска не мора да дојде во Скопје да му купиш билет, можеш по интернет да разговараш. Идејата иде без пари. Во Америка, најголемите универзитети, сите предавања ги имаат без пари на интернет, без пари. И скриптите без пари. Значи, знањето е без пари, ама вештината се плаќа. Министеркава не разбира дека до сега викаше знање, знање, знање. Кој реков на една конференција во Ману, вештина, знање, навика и вредности, тоа е образование. Она поима нема што избораме. Имаме ние колега професори на Харвард, професори на Колумбија, професори во Јужна Калифорнија, професори во Стенфорд, македонци. Ценува сериозноста и цврстината на држава. Како амбасадор, лицето на Македонија во Турција беше бело, со многу успеси и придонеси за трговината, економски инвестиции, промоција на македонскиот јазик и култура и доближување на македонците од Турција до трговината, со награди и признанија од македонската и турската влада. Како поединец покажав дека може да се бранат и спроведуваат македонските народни и национални интереси со одлучност, цврстина, храброст и родолюбие. Дојде време да бидеме равноправни со сите наши соседи, да ја градиме еднината врз основа на принципи и меѓусебно почитување, да ја пресликаме позитивната состојба од Турција во Македонија. Модуларната болница во Тетово, автобусот на Беса Транс, Кочани. Сите овие се со заеднички именител. Пропусти
институционална негрижа, недоволна контрола, бавни судски процеси, правосудни органи целосно заробени во криминалните политички и економски елити и хендикепирано јавно обвинителство каде се штитат високопрофилни лица кои имаат моќ, а обичниот граѓанин останува обичен смртник. Животот кај нас ефтине. Ја плаќаме само цената на договорената правда. Вања, Фросина, Росица, Рамајана, нечија сестра, татко, мајка, мојата мајка, заборавената онкологија, кочани, ласкарци, сите се еквивалент на неми закони, купени слободи, празни домови, деца без родители, на родители без деца, на скапи гробни споменици. И зарем овде се случуваат убави работи? Можеме ли ние да зборуваме за убави работи? Можеме ли да зборуваме за убави работи додека во срцето на оваа земја има рана што не може да заздрави? Темнина што расте секој ден. А ние ги затворивме очите пред оваа рана затоа што не беше наш проблем, затоа што не засегна нас. Но денес таа рана за која мислевме дека нема да ни наштети, стана закана за нашите деца и за нашата иднина. И нема намера да си замине. Ке расте. Ке се обиде да продолжи да расте се додека не проголта се. Дами и господа, јас не го знам вашето име, кој сте, што правите или што ве оптоварува. Но како граѓани на оваа земја, многу добро знам што ве прави тажни, среќни и горди. Исто така, едно знам сигурно. Молчењето пред неправдата, тиранијата и злоделата ве прави тивок, ѓавол. Пред се, ние сме одговорни едни за други. И затоа ве повикувам вас, добрите луѓе на оваа земја, да ја победиме заедно оваа темнина. Ајде, само заедно можеме да ја сопреме глувонемоста и молкот кои постанаа колективно насилство. Помеѓувреме да ве дополнам со убави работи. Последна станица Ласкарци, модуларната болница во Тетово, автобусот на Беса Транс, Кочани. Сите овие се со заеднички именител. Пропусти, институционална негрижа. Знамето у државата и што е сега спор со Цариградската патриаршија околу името на црквата и да кажуваме име на државата и на нацијата Македонија, македонско и така натаму, тоа е негова заслуга и заслуга на ПОА. Бидејќи никаде нема тие едно М во цела таа нивна така наречена организација, парацрквена организација ПОА. Затоа беа примани во сите цркви и сослужува затоа што требаше да се смени името. Прво, ако црква да го смени името, лесно е да го смени државата. Државата го смени името, го смени знамето, сменивме сега сме северна и така натаму, сега уште ние единствена институција, како што се нарекува Македонската православна црква, иако таа гледано догматски не е институција, тоа е Божја заедница,
ние само остануваме цврсто и ќе останеме до крај на тоа дека нема да се откажеме од името Македонија, Македонска православна црква, македонска нација и се што е македонска посебност. Што значи тука е целиот проблем, а пак сите признаа, почнувајќи од Цариградската патријаршија натаму, дека токму заради тоа што ние ги издржавме сите овие искушенија, сите понижувања до крајни граници и конечно пак останавме тоа што сме, затоа ја добивме автокефалноста од Српската православна црква со името уставно и од Руската православна црква и од сите други цркви сме признаени како канонска црква, вклучувајќи ја Цариградската патријаршија која ни даде од таков акт дека сме канонска православна црква. И ние сега нема што повеќе да дискутираме. Значи, прашањето со нашата автокефалност, од секогаш сум говорил и потврдувам, било исклучиво политичко, а не канонско црковно. Тоа се покажа и ние автокефалност ќе добиевме од Цариградската патријаршија, ако баравме многу одамна. Дури по војната, кога се добивме и со архиереи и така натаму, ако се откажевме од името Македонска православна црква, нам ни е сменето името, знамето у државата. Always late from work. Because he forgets the way back to our house every single day. Do you love Daddy more than Mommy? I love him only when he buys me new toys every time. Why does Mommy look so tired every day? Because she keeps running and chasing me around the whole day. Do you help Mommy at home? No, I make the house even messier every single day. Why do you cry so much at night? Because I get hunger and want snacks even at midnight. Do you like going to bed early? No, I hate bedtime and want to play all night long. Does Mommy cook better than Daddy? No, both are bad, but Mommy burns the food more. Why does Mommy always say no? Because she doesn't want me to have fun and eat candy. Who do you love more, Mom or Dad? I love Daddy when he buys toys and Mommy when she is sleeping. Why does Daddy snore so loudly at night? He sounds like a big angry bear sleeping in our room. Who makes better jokes, Mom or Dad? Daddy tries, but his jokes are super boring. Why does Mommy get angry so fast? Because I never listen to her and make mess everywhere. You like helping Mommy in the kitchen? No, I just make more mess and eat all the snacks. Why does Mama always complain about Dad? Because Daddy never helps and just watches TV. Who is the boss at home, Mom or Dad? Mommy is the real boss. Daddy just listens to her. Does Mommy let you eat ice cream? Only sometimes. She says too much is bad for teeth. Why is Daddy always tired on weekends? Because he plays with me all day and then sleeps on sofa. Why does Daddy take so long in the bathroom? Because he plays games on his phone and forgets everything. Why does Mommy get angry so fast? Because I never listen to her and make mess everywhere. Is Daddy strong like he always says? No, he can't even lift me up when I want to play. Do you like helping Mommy in the kitchen? No, I just make more mess and eat all the snacks secretly. Се кршиме со јајцата и потоа се причестуваме и се умрсуваме. Да, и секогаш одиме најубаво облечени. И ние и децата. И децата се најубаво облечени. Рано наутро одат од куќе на куќе, честитат, ама затоа добиваат по едно црвено јајце. Значи на третиот ден Христос воскреснал. Марија Магдалена прва пошла до неговиот гроб. Прва го видела празен гробот. И прва го видела
Исус воскреснат. Луѓе, Христос воскресе. Христос воскресе из мертви, свети усмет поправ, Исус жив во гробе, живот дарова. На Велика сабота, околу полнок, сите одиме в црква и носиме црвено јајце. Ние не смееме да го имаме. Знаете, се наоѓаме ние во една ситуација. Дали го чувствувате како одбрана на идентитетот и одбрана на името? Не, го чувствувам како мое право да истакнувам личности од историјата кои сметам дека се дел од потеклото на овој народ. Па од антика до денес. Значи, многу ми смета тој дисконтинуитет во македонската историја на кој ние робувавме. До 91 година учеа сите сме словени, историјата ја почнуваме од средновековието, во првата историја на југословенските народи 52-3 година објавена 2 реда има од антика. Се е средновековие, бидејќи тоа беше политичка потреба, дека ние имаме заедничко југословенско потекло и треба да живееме во таа држава во која братството, единството, југословенството, Тито и така натаму, ние беа репери со кои требаше да се идентификуваме. И до 91 година се што беше од антиката и од современата историја, ова репресијата, комунизмот и така натаму, бе едноставно забаталени теми во историјата, малку во поназад, посебно во најнова историја со која јас се занимавам. Но после 91 нормално е таа контрареакција. 50 години само тоа нешто било табу тема, недоволно истражување, така натаму најнаш имате контрареакција, појава на митови. И таа е на митологизација која поминале сите народи. Нормално е тоа. И сега ние можеби за доцната фаза на таа митологизација. Сите балкански сите балкански народи го имаат тоа митоманство и тој романтизам. Немојте македонците дека си слушат. Ве молам. Значи секаде таа фаза поминала сега. Природно право е мое, не на владината. Немојте ви се молам. Оставете владата денес и утре ќе биде друга влада. Јас се чувствувам македонка и не сакам никој тоа да ми го негира. Нити европските мешетари кои ме прекрстуват, нити грчките соседи. Јас сум македонка и не сакам да го променам моето име. Тоа е мое природно право. А не ако го променам името на државата. Јас мислам дека ќе говориме, се извинувам и за тоа. Рековте дека промената на името нужно значи и промена на идентитетот. Може ли тоа да го образложите? Не би сакала пошироко да го образложувам. Не пошироко. Не, ако вие се викате Северна Македонија, извинете, уште 10 години ќе се расправам јас со јужниот сосед во секое мое место каде сум напишала Македонија и македонци да пишувам Северна Македонија и Северни македонци. Уште 20 години да ги преправаме сите документи и книги и уште ќе чекаме книгите ли се проблем? Немојте буквално да ме сваќате. Зборувам фигуративно. За идентитетот говориме. Зборувам фигуративно дека јас не сакам да бидам северомакедонка после 3 години и во моите книги онему кај сум напишала Македонија да пишувам северомакедонци, Северна Македонија. А може да прашам нешто во за нашите историски учебници? Зошто не се буните дека во нашите историски учебници пишува дека ова е Вардарска Македонија? Па дел од таа Македонија. Па значи е Вардарска Македонија. Па добро, а зошто да ја крстувам како Вардарска Македонија? Јас сум Република Македонија. Јас се прашувам, ако на вас не ви пречи дека во учебниците наши пишува дека ова е Вардарска Македонија? Не, тоа е историска категорија, тоа е историска категорија. Па сега дајте дефинирате вие името и идентитетот. Вардарска, Егејска, Пиринска се историски категории настанати во историјата. Јас сум денес Република Македонија. Сакам да бидам почитувана како граѓанка на Република Македонија, да бидам македонка. Ни Вардарска, ни Пиринска, ни Егејска. Знаете како, еве мене ме збунивте. Јас се извинувам. Знаете како, ме збунивте мене, ќе ги збуните граѓаните и ја збунивте Европа. Ако на вас ви е прифатливо дека во нашите учебници пишува Македонија е поделена на 3 дела. Овој дел е Вардарска Македонија, постои Егејска Македонија, постои Пиринска Македонија. Па дури одиме идентитетски, луѓето од Егејска Македонија ги нарекуваме егејци. Да, имаш и во посебни графи да ви става како егејци. Ако на вас ви е прифатливо во нашите учебници по историја да го пишува тоа, зошто не ви е прифатливо и на вашиот пасаж да го пишува тоа? Тоа се работи за периодот кога ја делеле Македонија.
Зошто вие 13 и 18 година ги мешате со 2001 или 2010? Па затоа што вие го мешате Александар од пред 24 века со денешна Македонија. Па велите дека тоа е нашето важно историско наследство, дека историјата не може да се преступне. Вие ги карикирате тотално моите зборови. Јас зборувам за континуитет во историјата, зборувам за цивилизации кои тука постои, кои треба да ги почитуваме. Не зборувам дека Александар ми бил дедо или татко. Значи многу погрешно ме свативте. Извинете. Историски континуитет и Вардарска Македонија. Тотално дисконтинуитетот не уништи нас. Како доаѓа нова држава, нова власт, се некој дисконтинуитет тераме до ден денесен. За жал. И тоа е тоа. Не сакам да изигрувам грчки адвокат. Меѓутоа, кога ќе ми го постават прашањето во Брисел или во Лондон, сакам да имам јасен одговор. Историскиот континуитет на името Вардарска Македонија од пред 50-60 години. Од Букуреш земете го и заборавете го. Букуреш е поделена Македонија. Бевме Јужна Србија, па сме биле Вардарска, па Пиринска и сега треба да бидеме Јужна Србија. Во нашите во Англија, каде што живеам последниве години, вие кога влегувате во Англија, никаде не пишува дека влегуваат англичани и велшани, шкоти или ирци, пишува дека влегуваат UK citizens, односно граѓани на Обединетото кралство. Никој не им го доведува во прашање идентитетот на сите тие етнички идентитети. Се наоѓате во обкружување во кое ви го негираат името на државата, ви го негираат народот, ви негираат правото на национална црква. Ви се молам, немојте со Англија да не споредувате, која била една империја која владеела по пола свет. Ама споредбата толку е несоодветна да дури е карикирање на нашите македонски состојби кога ја спомнувате британската состојба. Мислам тоа е веќе карикирање. Знаете што? Се наоѓате во еден простор во кој ви извршиле тотална асимилација на цели етнички заедници македонски во тие држави, вие ми зборувате за Британија. Прво, сите во овој, зашто ме прекинавте. Кажете ми кои малцински права македонците ги користат во соседните држави? Точно ево во Албанија само со ограничени, за Србија и оставам настрана, значи друго прашање, еве за Бугарија и Грција. Не постојат. Јас сакам да ви не постоиме. Ви се молам. Пустите постојат тука со декларацијата на основ има секакви прави проблемот беше во религијата и во Зарот и Фереџето, кога почна да ги одболуваат жените, таа навреда на нивната национална чест ја смета и масе со секој, не само турци, исламизирани македонци, уште пофанатични беа во таа вера дека не искаат да ги одболуваат жените. Различен и ќе плачеме врз нашата историја, врз основа на фактот дека секаде не угнетуваат, се уште како што не угнетувале во минатото, па ајде сега да си наплачеме и да почекаме на 20 години. Мислам дека многу сте иронични, многу ги карикирате работите. Не, баш токму, со она што јас ќе го направам спомени кој сакам и каде сакам, со она што ќе се викам јас како сакам, не ќе му дозволам секој да дојде да ме прекрстува, тоа е моето достоинство. Немојте да мислите тоа што ќе бидеме сервилни, па ќе го сменим името, па брзо аеродромот ќе го избришем името и со тоа ќе бидеме фини евро, па ќе не прегрзне. Ви се молам, ви се молам. На споменик се не зборам ништо за спомениците. Вие значи си навистина си имате проблем со собствениот. Јас воопшто немам проблем со идентитетот, вие ги карикирате работите. Јас ви кажувам, само човек што има проблем со идентитетот собствен, трча наоколу да си спофали кој што е. Видите, никаде не одам да трчам да си спофалам. Вие сакате да поставите вие мислам дека сте многу арогантен и многу навредлив. Немојте да ги карикирате моите зборови. Нити некој мене ме прашал за споменикот, нити сум јас дел од власта и од структурата, па јас да градам споменици. Вие се однесувате како јас да сум дел од власта, кој донесол одлука да се градат циркузи од споменици. Мислам, односот ви е таков. Мислам, многу некоректен. Јас сум еден Извинете, јас сум еден историчар кој си го брани историското наследство, кој треба да се почитува од антика до денес. Имам поддршка, но немојте да ги карикирате моите зборови. Музеот е на македонската борба и македонската борба за државност. Сепак поентата ќе бидат одредени личности кои правеле злодела во историјата, но поентата да се следи процесот на создавањето на македонската државност од крајот на 19-тиот век кога се јавува националното организирано движење до некаде, не знам, до 80-тите години. Јас како виде поставени личностите на ново. Спонсор на денешното интервју е Вилбрук Kia Ford Motor Company, телефон 630-986-5000.
се сомаки среќа да барам, пари да спечалам. Македонско. За родендени и мендени, за сите пригодни и свечености за секој ден. Со задоволство си порачуваме пица од Little Caesar. Пицата е вкусна и што е најважно, за многу поволна цена добивате 2 големи пици. Ќе ми биде драго и мене и на моите ако вечерва со целото ваше семејство ни дојдете на гости. Нема ништо специјално да подготвувам. Ќе нарачам големи пици од Little Caesar и ве чекаме на гости. Благодарам, доаѓаме на пријатниот парти кај вас со пиците од Little Caesar. Во најтешки и најжалосни моменти обратете се до двете погребални куќи кои одлично ги познаваат нашите православни обичаи. Мензук Funeral Home на Ryan Road и 18-та мајла во Стерлинг Хајтс. Телефонскиот број 586 997 3838. А на западниот дел во Warren Funeral Home на Ford Road и Телеграф во Дирбон Хајтс. Телефонскиот број 313 278 5100. Терапија за срцето, умот и слободата. Затоа не губете време. Слободно јавете ми се за брзо букирање и организирање на секаков вид на патување со причина или без причина. Wedding party, cruise, graduation, концерт, романтик. Сакате и автомобил рент? Да, тука сум јас. Јас, Анета Коруновски, ќе ви помогнам во се, а ваше е да уживате во вашиот живот. Ако сте со вашето семејство, ќе имате изненадувачки дискаунт. Празници се ближат, побрзај. Контакт 630 432 9371 630 432 9371. А јас, Travel Agent Анета, ќе ви одговорам на повикот. Од мојата колешка Анета следува и ова соопштение. Ако сакате помош и насоки за брзо и сигурно стекнување на америчко државјанство Citizen, ви нуди приватни часови лично или на онлайн по договор. Контакт Анета Коруновска 630 432 9371 или на anetakorunovska@yahoo.com. Почитувани слушатели, вие сте на фреквенцијата на Македонското радио Оро Македонско. Секоја недела напладне со нова програма 24/7. Можете да не најдете и на Facebook како Оро Македонско. За сите ваши информации, сугестии, критики и коментари, јавете се кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810 335 5552. А со нив полека снемува и надежта дека некое ново сонце на слободата ќе изгрее над сите нас, над оваа земја на светлината која предолго е потоната во мрак. Се е исто, само нив ги нема. Вкупно 63 на број. Секој од нив со своји соништа, своји желби, со свое сонце и надеж во очите, кои за секогаш згасна и се затворија. Нивното заминување стана наша болка, наш страв, несоница на нашите родители, но и потајна надеж дека нешто, конечно, ќе почне да се менува.
дека трулите греди врз кој 30 и кусур години грачевито се држи секоја наредна власт, ке паднат, ке се срушат и од нивната пепел, како феникс, ке се роди нешто ново, подобро и поправично. Наивно ли очекуваме и една година после мракот која проголта нашата младост и иднина, трулото остана труло. Системот и понатаму е привилегија за неколкумина, а проклетство за останатите. Крикот на мртвите и плачот на живите не допира до ушите на оглувените и од привилегии за слепените. Партиите само трапеливо чекаат да им дојде редот да се наречат власт. Одговорноста за иднината на сите нас останатите одамна и не е на нивните агенди, ама за нив и не ми е чудно, туку за нас, за вас се чудам и плашам. Зерем толку го засакавме трулиот систем, кој предност им дава на троми во администрација пред оние кои сакаат брзина и ред. Систем на кој помили му се инспекторите кои гледаат, ама не сакаат да видат пред оние на кои пречат неправилностите. Зерем толку ја засакавме корупцијата, чии жртви сме сите до еден. Наместо редот и законите, пред кои сите треба да сме исти и од чие почитување и спроведување ни зависи не само иднината, туку и животот. Или се навикнавме на ова сивило кое не претвори во слепи послушници, послепи од ослепената војска на Самоила. Па ни рај гледаме, ни за рај плачеме. А на каква иднина може да се наде во оној кој не ја сака вистината? Оној на кој помила му е партијата од државата и кој трапеливо го чека својот ред за државна работа и плата. Не за нешто да смени, да подобри, туку за да добие свое парче од колачот Македонија. А не знаеме ли колку повеќе го јадеме, толку помалку го има. Колку повеќе и подлабоко го чепкаме и кршиме, толку повеќе од сопствената душа си корнеме. Оти само тој колач е наш, од крв и коски искаен, од младешки жар направен, и само тој има место за нас. И има. Се уште има што да ни даде. Се уште чува за солниште за секој од нас. А ние летаргичните, ние заспаните, ние рамнодушните, ние ли се најдовме најпаметни од сите минати генерации, та најсветото со таква леснотија, безобразно и безобзирно да го крчмиме? Сепак ќе биде дека е така, зашто и после една цела година се и понатаму е исто. Само нив ги нема. 63 на број, а со нив полека снемува и надешта дека некое ново сонце на слободата ќе изгрее над сите нас, над оваа земја на светлината која предолго е потоната во мрак. Драги слушатели, иселениците од село Љубоно, кои живеат во Детројот и околината, ве покануваат на својата селска слава, светијата на летен, кој ќе се одржи во сабота, 9 мај, со почеток 4 часот попладне до 10 часот навечер, во Македонскиот културен центар на Света Богородица во Стелни Хајц. Почитувани, на наше, но сигурно и на ваше големо задоволство, ве известуваме дека традицијата продолжуваме да го правиме она истото што го правиле некогаш нашите дедовци и баби, кои заеднички ја прославуваат ова селска слава светијата на Слетен во нашето Љубоно со една голема игранка со богата трпеза и добра музика. Заради тоа ве покануваме сите љубанци, преспани и македонци да дојдете и заедно да го прославиме овој празник. Љубанска слава ќе се одржи во сабота 9 мај со почеток 4 часот попладне до 10 часот навечер. Влез се $50, а за деца $20.
Јас сум Стево Мегленски, вокален солист група Милениум Битола, а вие слушате Македонско радио Оро Македонско. Важно сообщение. За сите слушатели од Илиноис, Индиана и Милвоки, слушајте го Оро Македонско во живо секоја недела од 2 до 3, одма после Voice of Macedonia со мојот колега Ристе Спировски. Недела од 1 до 2, а од 2 до 3 Оро Македонско. Ги очекуваме вашите коментари. Најдобро да работи. Да лежи на креветот и да вели дека е уморен. Кој има повеќе пари, тато или мама? Тато. А мама? Мама само порачува онлайн и троши пари. Кој менце, кој ке тебе љуби, капа да си губи. Кој ке тебе љуби, капа да си губи. Винцеле, винце сладко именце, винцеле, винце сладко именце, кој ке тебе љуби, капа да си губи. Кој ке тебе љуби, капа да си губи. That Greece never occupied any part of Macedonia, any part, until 1913. I want everyone should understand that Greece never controlled any part of Macedonia. In 1921, 22, at that point in time when the Greeks couldn't use their democratic, supposedly cradle of democracy principles, they then turned to using force on the people there by making them change their names, by making them change the names of their cities and towns and villages, by forbidding people to speak their language. And today they turn around and say, we're Macedonians, but we're Greek. Прилог од Џан Битов. Вистината за Македонија никој не ја кажува правилно. Многу емоции, дури и солзи кај оние што вчера дојдоа во Левинското село вчервање на прославата на религиозниот и националниот празник Свети Илија Илинден. Тврдењето на грчкиот премиер Караманлис дека во Грција немало и нема македонци беше демантирано од страна на грчките граѓани, најголем дел одмисло македонско етничко потекло, кои што дојдоа да уживаат во македонските ора и песни. Македонско девојче Бисер Балкански, Македонија цела да и други македонски народни песни беа на репертоарот на прославата. Колку е силно македонското чувство во Овчарани, во Ленински и во сите места во Грција каде што живеат македонци, можеше да се види по начинот на кој што течеше забавата во Овчарани. Додека низ ветбата на грчките културно-етнички друштва речиси никој не играше, атмосферата се загреа кога се слушна македонскиот мелос. Не е лесно да се види македонец во Грција, но ние немаме избор. Мора да бидеме тоа што сме, велат македонците од Солун, од Серес и од другите места во Грција кои дојдоа на Свети Илија во Овчарани. По цел свет се биде така мелос. Тоа Грција се напълна цела, нема да македонци да нема. Има македонци. Гледам ли тоа што станува? За мене може да кажам срамота за Грција, што не познава за Македонија. Нито македонци има мене, нито ништо. Ка нема македонци? Јас живеам во Солун, има многу народ, ние не познава, нема македонци. Ка нема, што сум јас? Потепат наме ние, од Корев, од небото. Тоа дел проблема си веме ние. Освен за јакнатото полициско обезбедување на приодите кон селото и внатре во него, но не во близина на местото на прославата, не беа забележани посериозни инциденти. Неколку помали групи блиски на фашистичката организација Актриси Авги или Златна Зора, која е финансирана од грчката влада, се обиделе да влезат и да предизвикаат инциденти, но тие биле навреме изолирани и отстранети од страна на грчките власти, кои сепак прифатија барем еден дел од барањето на Македонија, Грција да не дозволи напади на македонците во оваа земја. Ко такви, Грција се плаши дека во суштина, ако почне дискусијата за малцинствата, за идентитетот, за правата, за јазичната и другата разноликост на грчкото население, ќе почна во суштина да колабира грчкиот мит,
за унитарната грчка нација и држава, дека впрочем во Грција секогаш живееле и живеат чистокрвни грци, потомци на тие античките хелени што живееле тука пред 2000 години. Тоа е клучот во суштина на антимакедонската и на антималцинската политика на грчката држава, што континуирано се спроведува, бидејќи и самата грчка држава е заснована на еден таков мит, на така наречен континуитет на јазичната и културната традиција што ја има населението, односно денешните граѓани на Грција, дека впрочем се вистинските потомци на античките хелени. Жална вест. Во Скопје почина Милица Алебаковска родом од Лубоно. Остана да жала братот Борис со својата фамилија во Кентон, Охајо,
а на тој свет ќе пречекаат покрај родителите, братот, браќата, тоест Коле, Петре, Владе и сестрата Люба. Бог да ја прости и вечна памја. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 24/7, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото, колешке.